Колеги, продолжуваме со работа. Точка 36. Проект за решение за давање согласност на финансискиот извештај на ЈПК Комуналица Гелија за периодот 1.1.2025-31.3.2025 година. Почитуван председател на Совет, почитувани советници и представници на општинската администрација, добар ден. Финансискиот извештај на ЈПК Комуналица Гелија за период 1.1.2025-31.3.2025 ја прикажува следната состојба. За овие 3 месеци остварени се вкупни приходи во износ од 42.716.298 денари, од нив 34.689.540 денари се од редовните дејности на предпријатието. Во истиот период направени се трошоци во износ од 46.960.853 денари и остварена е загуба во износ од 4.244.555 денари. Во овој период имаме вкупно фактурирани побарувања во износ од 38.200.885 денари и наплатени побарувања 42.168.062 денари. Побарувањата по основ на тужби кон правни и физички лица во овој период се 96.407 денари и наплатени по основ на побарувања од потужби 875.644 денари. Обврските на 31.3.2025 година изнесуваат 35.417.864 денари. Во овие 3 месеци немаме платено рата по основ на заем од КФ банка, данокот на додадена вредност е пресметен и разликата е платена. Во прилог на овој извештај имаме преглед на трошоци, потрошено гориво, балансна состојба и баланс на успех за период 1.1.2025-31.3.2025 година. Повелите доколку има прашање. Колеги, кои се јават? Сила беше пред нас. Ставле веќе? Да. Благодарам, председател. Поштувани колеги, поштувани присутни, ќе бидам краток. Околу извештајот, кажам тоа што мислам генерално за извештајот, без да имам никаква друга интенција. Она што го имаме пред мене е тоа што го зборивме минатиот месец, кога дискутиравме за завршната сметка на јавното комунално предпријатие Комуналица Гелија и целата моја дискусија во тој контекст, тогаш и контекстот во кој жицата ја кажав од оваа говорница еднаш и два пати, не е битно колку пати, беше се во смисла да не да критикувам или она како се вели критика заради критика, напротив да сугерирам и да помогнам со моето размислување во делот на бројките кои се гледа. Тоа е денес на оваа седница се испостави добар дел од мојата дискусија, што тогаш беше, а што некои советници тогаш дискутираа дека не знам кои комунални предпријатија надвор од Гелија, во други општини, биле во ваква или не знам каква состојба и ситуација, ево од овој финансов извештај гледаме во каква ситуација комуналното предпријатие. Прво ќе кажам дека она што не ми се допаѓа, а тоа е дека за првите 3 месеци прикажува комуналното предпријатие загуба од 4,2 милиона денари. Тоа
Тоа без разлика што на воздавачките сметки кога ги дискутиравме, ги кажувавме проблемите, односно ја кажувавме условно кажано финтата на која што дојде комуналец за добив од 8 милиони евра. А тоа се останатите приходи од работење, кои што се прикажа како приход. Меѓутоа, денеска пак зборуваме нешто друго. Дојде денот да, кога ќе гледаме другите показатели и сега тука веќе, како гледат, пред фактите и боговите мощи. Гледаме дека од приходи, по приходната страна имаме зголемени приходи од трите ставки, и тоа само од трите ставки заради покачената цена на услугите за 2024 година, која што беше донесена минатата година. Значи, ставка 1 приходи од вода, ставка 3 приходи од канализација, ставка 4 приходи од пречистување на отпадни води. Ставката 2, приходи од џилежарина, бидејќи нема промена на цената, е иста. И во маргини, но да прикаже што не играе угло. За разлика од тие, другите три ставки се со зголемување од 19,8, 13,6 и 18,9. Тоа покажува дека тоа што го зборев, порано дека комуналното обстојува единствено на принципот на подигање на услугите кои што ги дава и цените кои што ги дава спрема граѓаните. Тоа е единствената причина во која што предпријатството можеме да кажеме дека уште колку толку стои рентабилно. Не знам како ќе биде видено. Од делот на другите приходи, гледаме дека приходи од страна на општината се тука негде и во минус, тие ќе бидат во плюс во текот на годината, кога ќе се општината ќе ги врши заради балансирање на сметката на комуналици. Она што ми стои во делот на приходи што имам забелешка е приходите од пазар се скоро за 46% помалку, може би во сума во пари не е некоја голема сума, меѓутоа во проценти представува голема, и тоа ми покажа нешто друго, дека пазарот кај нас ни представува проблем. Значи, самото функционирање на пазарот не ја дава таа додатна вредност која што треба да ја дава за јавното предпријатие. Не зборам за средствата, колку што зборам за процентот и за масата на. Јас често одам таму и гледам тоа што гледам. Приходите од озонско паркирање се зголемени, причина што оваа година имаме 3 месеци, а од минатата година беа 2 месеци, беа февруари и март, а сега се јавно февруари и март, и затоа имаме зголемување. Генерално, гледајќи ја сметката, сметам дека комуналец, ако продолжиме така, значи зборам ако продолжиме, не сакам да фрлам теми кон никого, значи се плаваме и јас во тие, продолжиме така ќе го оставиме во незавидност. Во делот на трошоците, гледаме зголемен трошок на суровини и материјали, го оправдувам трошокот за зголемување на плати, бидејќи тоа го реков минатиот месец, ќе го кажам и сега, бидејќи ако не качи платите и предпријатие не одиме. Бидете уверени, работа во институција и гледам на лице нешто што се случи. Немаме ли плати во предпријатието? Ќе имаме сериозен проблем со вработените. И затоа таа ставка што се покачува ја оправдува. Без разлика што може би прави товар, еден од поголемите товари на комуналното предпријатие, меѓутоа мора да со тоа комуналец да се избори за да имаме кадар кој што ќе работи онака како што треба варијантото предпријатие. Во делот на другите трошкови, на надоместоци за вработени за подароци и помош, тоа мислам ни го објаснувавме на комисија, така? Во прилог. Добро. И сега ќе кажам и на крај ќе завршам, затоа реков нема да зборувам многу, кажам следното. Имаме фактурирани побарувања во висина од 38 милиони лева. Што? А наплатени побарувања 42 милиони. Значи, ако гледаме во маса на пари, имаме повеќе. Што значи тоа дека наплатуваме од оваа година, минатата година и така така. Тоа што го зборев и на некои другите седмици, дека го исцрпуваме базенот, бунарот или како сакате кажете го од средства на кои што може комуналец
да ги очекува, веќе е при крај. И сметам ако продолжиме со оваа динамика, како што е сега ова тримесечие, мислам дека ќе светне црвено светло во јавното претпријатие. Зошто тоа го зборам од следната причина, што ако ги видите побарувањето по основ на поднесен предлог и решение до нотар и наплатата по тој основ се дека намалени за разлика од претходните години или од претходните години. Значи тој дел на базенот се исцрпува, а обврските кон добувачите се намалени само за 1.800.000 лева. Ама на овие 35 милиони и 400.000 денари долг кон добувачи, ако го ставиме и загубата, кој што за сега е прикажана, ќе видиме до крајот на година како ќе биде, значи е малку работата да е недобра. Или не малку, туку малку повеќе. Во делот на обврските по КФ, за заемот по КФ, од КФ банката, кога беа плаќаните, требаше да бидат 6 и 12, така бе? Во тој дел онда немам што да додадам. Значи, гледајќи и аналитиката на трошоците, кој што ми е дадена, ми се одбележени неколку ставки кои што ми бодат очи, потрошена електрична енергија. Меѓутоа сега, моје видување, може би затоа што немавме поволни услови во првото тромесечие, може би фотоволтаиците на бунарските подречја и на пречиствителните станици не го дадоа својот дел, или, како да кажем, својата заслуга со нивното градење и правење. Интересираат транспортни услуги и превоз, точка 20. Други производни услуги, точка 39. Трошоци вика за провизија од паркинг услуги. Нема е јасно што се мисли на тоа. И она што исто така боди во очи е тоа да ставката амортизација и во делот на приходната страна и во делот на расходната страна, барем според мене, во изминатите години, не зборам само конкретно за сега, служи како еден баланс на насметката на комуналници. Дали е 3-месечна, 6-месечна или годишна. Така да, генерално нема повеќе да дискутирам, ќе дадам еден предлог и оваа точка 88 кој што ни се јавува како трошок, веќе расходи по основ на користење на канализација Стојаково. Позамашна сума што сигурно сте вршили одредени зафати таму, како и да е. Имавме дискусија и на претходните седмици и ова година и минатата, може би последните 2-3 па и повеќе, хајде да не бидам определен некто, значи по подолг период дискутираме за тоа да се преземат мерки во случајот со населените места Стојаково и Селебе, во делот на водовод и канализација, поготово во делот на водовод, бидејќи знаеме дека таму имаме големи трошоци, не знам колку ви е ефектот од останатото работење таму и наплатите и така натаму. Значи, генерално гледано, недобра завршна сметка во оваа квартал. Да се надеваме дека во наредно ќе биде подобро, меѓутоа, како што стои работата, те е тешко. Благодарам. Благодарам. Колку цените за потребно? Прашање конкретно прашање нема. Некои 11. Добар ден, добро вечер на сите. Поштовани председател, поштовани советници, поштована јавност. Од работите што ги забележав. Значи вака сега, фактурите од општината и претходно на претходните два пати што дискутиравме тука дека по препорака на ревизијата ние имаме промена во фактурирањето, значи фактурирањето нема да биде исто во прв, втор, трети, четврт квартал како претходно, затоа фактурата е намалена, заради тоа што има помалку кастрење полевање, да, и стрижење на трева, косење на трева во тие 3 месеци,
а во наредните 2 квартала тоа е зголемена, така ќе биде зголемена и фактурата на општината. Во однос на платите ни се еден беа најголем расход, но како најголем расход стануваат уште поголем расход на изброј на вработени. Ние имаме енормно зголемување во последните години на платата, и тоа не е проблем во однос на тоа дали вработените заслужуваат, туку во однос на нашите регулирани приходи, а зголемување на расходите, и тоа најголемиот расход за плати. Би сакал да направам една споредба на некој сличен број на вработени, плюс-минус 1-2. Годишниот расход 2020 година бил 59 милиона 604 илјади денари, или квартално 14 милиона 843. 2021 некоја слична цифра има 14 милиона 902 квартално, годишно 59. Додека во 2022 година имаме квартално 15 милиона и збориме за првиот квартал 15 милиона 171 илјада, или годишно 64 милиона 271 илјада. 24 година веќе идеме до квартално 22 милиона 458, или годишно 94 милиона 458. Веќе во 2025 година, овој квартал што го развидуваме, ние имаме 24 милиона 765. Со новото зголемување во март месец ние очекуваме некаде од 105 до 110 милиона денари. Тоа е, речиси, дупло зголемување на расходот за плата на скоро идентичен број на зголемување. Што значи не се зголемува бројот на вработени, се зголемува само расходот, кој што е најголем расход во предпријатието. Втор најголем расход во предпријатието е енергијата. Електричната енергија, и тука би сакал, и за ова искоментиравте, сакам да објаснам. Претходната година за истиот квартал биле потрошени некои си 2 милиона 606 илјади денари, додека овој квартал има 4 милиона 730 милиона денари. Производството на вода и фактурираната на вода, кај што е најголемиот расход за електрична енергија, е скоро идентичен, има малку поголемо производство оваа година од претходната година, а цените на Купекс се следни за 2024 година. Јануар месец 85,73 евра, февруар месец 69,35 евра, март месец 65,12 евра, или некоја си просечна цена од 73,4. 25-та година, јануар месец 141 евра, 46, февруар месец 140 евра, 19 и март месец 158,88, или просечна цена од 146,6. Точно дупло цената беше на Купекс, а нашата набавка е според цената на Купекс, и маржата точно дупло. Не би сакал да одам со бројки колку имаме бенефит од ова тромесечие од фотонапонската централа, но ајде ке некоја апроксимативна бројка од некои 600.000 денари во месеци кога не пече сонце, ние имаме некој бенефит од таа централа. Значи, двата најголеми расхода на предпријатието се зголемени, и тоа е нормално. Не би се согласил во врска со коментарот и претходниот пат, кој искоментирате дека тоа е еден базен од кој што ние црпиме за наплата збора. Не е базен. Тоа значи тоа е ефикасност на службите. Нашите служби работат,
и тоа не црпат од базен, тоа не се резерви на нас. Ние ако имаме повеќе ненаплатени, тоа е индикатор дека ние нашите служби слабо работат. Не значи дека ние штедиме со тоа што не наплаќаме нашите. Имало претходно некоја пракса, таа пракса во овие години е сменета и малце поажурно се постапува и затоа последователно и наплатата е зголемена, а и морам да кажам дека и имаме поажурно плаќање на обврските од страна на општината спрема нас. Провизијата за паркинг услуги се зголемува заради тоа што се зголемува и обемот на пораки. Ако сме работили 3 месеца, сега 2, затоа има и разлика. Транспортните услуги, тоа беше и прашање до вас советничко, тоа е транспорт на големиот булдозер од депонијата. Како? Неколку пати беше однесен, значи за чистење на тоа што е многу поефикасен од нашите скипови, кај што е невозможно, како што е депонијата во Богородица, депонијата Милци и на една локација, уште една локација во Богородица. Да се земе пресек од едно тромесечие малце е нефер за целата ситуација во Комуналец, заради тоа што и самата фактура на Стојаково, например, Стојаково фактурира декември месец, значи овој трошок би требало да влезе во декември претходната година, ама заради тоа што фактурира во јануар, влегува во јануар месец и затоа се наплатени тие 340.000 денари, тоест за тоа се фактурираат тие 340.000 денари во оваа тромесечие. И ова е знак дека не треба да се земе во предвид едно тромесечие за ситуацијата или еден представник земе ситуацијата во Комуналец или кое било предпријатие. Заради тоа што и претходната година ние имавме прво тромесечие некои 800.000 денари загуба, па на крајот излегувавме со 9 милиона добивка. Во врска со амортизацијата, тука може колешката подобро да одговори, но јас ќе пробам. Амортизацијата е зголемена заради тоа што ние имавме претходната година предавање на градскиот пазар, а и имаме основно средство фотоволтаична централа која е од голема вредност и затоа го има во расходната страна, го нема во приходната страна. И тоа е некој трошок што ќе се прикажува и во наредните тромесечи. Во врска со општината, со подароците. Подароците, мислам дека и тоа го имаше во самото одговор на советничкото прашање, заради тоа што на моја иницијатива, заради тоа што сметав дека е нефер тие што гаса рамо до рамо еден или друг, шумското, пожарната, а до нив и вработени од Комуналец, да не бидат барем символично наградени за таа работа, заради тоа што завршија многу голема работа во 3 пожари, не само еден. Не знам како е тоа ако тераме вака, како тоа ние треба да тераме ако ние на нас приходот ни е регулиран, ограничен, расходите се зголемуваат, значи од тоа последователно ние трпиме загуби. Во друга ситуација, ние со зголемувањето на некои расходи треба да изголемуваме цените на услугите. Тоа е еквивалентно, друго нема. Благодарам. Благодарам, председателя. Само кратко дополнително. Така се
се надоврзам на последната дискусија на директорот, значи на неговото објаснување по однос на моите забелешки, нека биде така. Веќе, како вели, ако растат трошци, треба да ги покачуваме услугите. Па директорот во комуналното претпријатие услугите се покачени за овие 4 години како никош досега. Никош. Направите анализа, таму сте видите ги документите, ќе биде јасно. Гиберделената ви е качена 100 и кусор % за правни лица, 67% за физички лица. Водата, канализацијата и отпадните води кумулативно, од 19 колку и беа каму 10, сега видите колку се. Од 27 се извинува, видите колку се кумулативно. Видите колку ви се почувате. Значи, не можете да кажувате дека не ви се покачани услуги. Ценовникот за услуги беше пред 2 години до чинам или август или септември беше донесен со видно покачани услуги. Оно е други цена на шулената. Така да не е точно дека не се коригирани услугите кои што вие како комунално претпријатие ги наплатите према веќање. А дали се доволни, тоа е веќе друго нешто. Тоа дека не е, меѓутоа процентот и не е така малку. Поготово во делот на гибертеријаната. Во делот на пожар за награда на вработените. Точно е и добро е што сте го направили тоа, меѓутоа ние како совет баравме и ние совет тоа да го направи. Вие сте извоили средства од комуналното претпријатие. Ја знаете проблематиката. Се извинувам, во ред. Ја знаете проблематиката која беше. Па ги беа запишени 50, па 62, па кога избеговме од постојава стана 85, немојте мислам. И ова што сте го направиле, еве од мене е за поздравување. Тоа и ние како совет требаше да го направиме. Не вие, ние како совет. Како што давахме на другите, така требаше на вас. И на вработените во комуналното. Заради тоа што се луѓето биле таму како што требало да бидат или не требало, меѓутоа биде и помогнали, и тоа е заворето. И затоа реков, кога прашате да ми кажа што е тоа, ворете ситуацијата. Јас лично ви велам дека не, во мојата дискусија, ако добро ме свативте, не реков дека ова тромесечие ќе ми е репер. Меѓутоа не сакам во ваков стил да оди понатаму. Погледнете јас, не имате ќе вие. Не реков дека ќе го земам како така. Меѓутоа индикациите како основни показатели се со 4,2 милиони загуба. Што да кажам? Не знам. Океј. Кога зборав за искористување на базенот, не во смисла дека не треба да ја вршите таа работа. Да. Меѓутоа, во смисла дека сет тој приход ќе дојде ден кога ќе нема да можете да го соберете. И завојена вистината не е уште од сега почнато отожувањето, нотарските и сите постапки, кои се многу поодамна. Значи не е само ваша заслуга. Во делот на струјата ве разбирам, и затоа кога зборав на претходната седница, кога го прашав околу фотоволтаите, рековте вие дека има бенефит и треба да има, меѓутоа не можете да предвидите што ќе се случи, како не само вие, не било кој. Не може да предвидите што ќе се случи на пазарот. Пазарот е така како што е, не го диктираме ние, го диктират некои други. Она што се огледам во одделот раководителот, тоа што го зборевме и на претходната седница, сметам дека треба да, и тоа што сугерирав и дадов предлог, да фактурирате одржување на јавно пробетни површини во делот на наводнувањето и да се фактурира на општина Гергелија. Ако има пари општината, зашто да не ги плати? Во спротивно, имате проблем со цената на водата. Имате за загуби во вода, сите јавно пробетни површини, чешми, сега на стадионот, да не ги набројам сите места паркови, ако го преземате како терет, тогаш тој терет ќе оплакат си граѓаните. Од една страна и уште од една страна ќе го плати. Два пати. Меѓутоа, окей, ако сметате дека така треба да биде. Делот на, и затоа мислам дека и раководителот се сложи во една негова дискусија, да не парафразираме, тука пресуден ги каже, дека можеби треба да се размислува во таа насока. И за да се намалат тие губитоци на вода во суштина на јавното претпријатие, бидејќи тие како
фиксни, вариабилни, не знам какви трошки, вие после ги доставувате до регулаторната комисија за утврдување на понделена цена, минимална, максимална и така. А на крајот на денот, согласно новиот закон за енергетика, кој што помина пред некој ден во собрание, тоа ќе видиме што тоа се случи во овој дел. Кога има некои други сега таму дават некои други права околу утврдување на цени. Па да видиме дали ќе можеме и ова состојба која што одржуваме да биде така. Нека тоа ќе зборуваме кога ми дојде денот. И на крај ќе завршам. Во делот на зголемувањето на плати, јас се согласувам тоа што го зборувате вие дека и квартално и годишно визави 2021-2022 па до денеска, до овој квартал ви се зголемуваат трошците за плати, меѓутоа ви се зголемуваат и приходите. Ако 2020 приходот беше 123 милиона, 125 или 130, не знам, сега не памет зборувам, извинете, паушално е, сега е колко? 180, 190. Значи, нема да не зборуваме само на едната страна на медалот. Да кажем и другата страна. Значи, приходот од тогаш и сега не е ист на комунали. Така да, и затоа реков дека се согласувам со погачувањето на платите на вработените, затоа што ако не биде тоа, ќе имаме, тогаш ќе имаме катастрофална ситуација со комуналци. Ќе нема да може да најдеме вработени кои што ќе работат во јавното предпријатие. Благодарам. И претходниот пат дискутиравме на оваа тема, да ќе се фактурира наводнувањето на парковите и се поставени на 90 и кусур посто од парковите дрвореди тоа водомери и кога ќе дојде ред, сега гледаме каква е ситуацијата и за тоа нема ни фактура, ама ќе биде зголемена и тоа драстично. Во однос на регулаторна комисија и неправдата на сите комунални предпријатија, спрема сите неправдата комунални предпријатија, а посебно кај нас би извела само една ситуација, тоа е нашата инвестиција од фотоволтаична централа. Таа не е мала вредност, таа не ни е признаена на нас од регулаторна комисија. Не ни е признаена заради тоа што под изговор дека ние може да вршиме дејност, и да ние правиме пари од тоа. А ние законски не можеме да извршуваме дејност, производство и продажба на електрична енергија. Кога би била прифатена таа од регулаторна комисија и друга би била приказната и со амортизацијата и со приходот од цената на водата. Да, имаше некоја покачување, имаше некоја минимално покачување во ценовникот, само за да не ние при барање од странка да не бидеме во загуба. И тоа имаше на неколку ставки изголемување во ценовникот, услово со багер, што пазарната цена е некои 50% повисока од нашата, што значи ние тоа го направивме само да бидеме ние, кажано така разговорно, ни кеар ни зиен. Но тоа во тие услови, како се зголемуваат платите, ние би требало да ги ажурираме и нашите цена, ние не го правиме тоа. Ние сме предпријатија кое што цените кога се гласат за да бидеме ние буквално непрофитни. Ама со зголемување на цените на нашите расходи, нашите цени на услуги остануваат исти или трпиме загуби. Благодарам. Колега Митров. Ова сигурно беше пред вас. Сигурно помислите. Благодарам, председателя. Сега може би ќе се повторам по делот на дискусиите со колегата Ристов. Може би се пронајдеме во одговорите и што ги даде директорот на јавното водство до нив, ама ќе си ја образложим мојата дискусија.
Приходите од вода, гибетарина, канализација и прочистување на отпадните води се во пораст и друг пат имам кажано дека се зголемени врз основно покачените сметки на домаќинствата и правните лица. Во опаѓање се приходите од пазар, од паркови зеленило, од одржување и уредување урбана опрема. Во опаѓање се и приходите од нотарски трошоци. 2024 317.498, 2025 11.762 денара и веќе се случува она на што повеќе пати укажувавме, дека може да дојде ден тој извор на приходи да секне. Во однос на трошоците бележи пораст на потрошени резервни делови, 2022 122.000, 2023 107.000, 2024 662.000, значи за 555.000 повеќе од 2023 и 2025 667.000. И овде укажувавме на проблеми што може да произлезат со откажување на возниот парк. За трошокот од 144.900 за транспортни услуги превоз, упати прашање на комисијата на кој добивме сите одговор дека е транспорт на крадежната машина багер и сендвич. Трошоците за плата и надоместици на плата 2022 15 милиона, 2023 17,6, 2024 22 милиона, 2025 24 милиона и 760.000 и се зголемени согласно порастот на минималната плата, застапена претходната власт. Но со оглед на порастот на трошоците за живот, со кој проблем очигледно не може да се справи актуелната власт, треба да растат и платите, затоа што може да дојде ден никој да не сака да работи во комуналец, а тоа ќе се одрази врз животот на жителите на општина Гевгелија и сега сме сведоци колку ѓубре неисчистено има и колку бујна вегетација несредена има. Па некои места во нашата општина личат на Јура парк или прашумите на Амазонија или веома врло скандинавски, што би рекол актуелниот премиер. За трошоците за подароци на вработените 2022 17.776, 2023 18.887, 2024 15.254, 2025 226.994 денари. На комисиите за вчера прашав и добивме сите одговор дека 203.000 се исплатени на 40 вработени кои биле ангажирани во гаснењето на минатогодишните пожари со одлука на управен одбор. Но во одговорот нема архивски број на одлуката од управен одбор. А кога сме веќе кај органите на контрола на работење на комуналец, се уште овој совет нема добиено извештај за работењето на управниот одбор и надзорниот одбор за 2024 година, кој требаше да биде составен дел на извештајот за работа на комуналец. На 61-та седница на Советот на општина Гевгелија, на Советот, одржана на 11 април, ви укажав на овој пропуст и некомплетен извештај. Вие рековте дека ќе го пратите, денес е 16 мај, месец и кусур, тоа не е сторено, што е неодговорно од страна на јавното предпријатие за комунални дејности комуналец кон институцијата Совет. И за крај, по завршната сметка прикажавте добивка од 8 милиони, во која приходите на отпишаните поборувања беше 7 милиона и 915.000, што се покажа дека е приход на хартија, а не во пари, па добивката би била 89.490 денари, а пропро сега прикажаната загуба од 4 милиона и 245.000. Ви благодарам. Друг за збор? Митров па Иван. Благодарам, председателе. Некои работи кои сакав да ги кажам, ги кажа и директорот, но кога се спомнува цената на водата и покачувањето, во интерес на јавноста и постојаното повторување за покачувањето на цената на водата на секоја седмица кога разгледуваме квартални извештаи на комуналец, мора да се кажат и некои работи зошто и како дојде до покачување на цената на водата во општина Гевгелија.
цената на водата, односно цената на водните услуги, не само во општина Гевглеја, туку и во сите други општини, се одредуваат согласно Законот за утврдување на цените на водните услуги, според член 7 од овој закон, кој ќе го цитирам, постапката за утврдување на тарифи за водни услуги ја врши Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија. Значи, Регулаторна комисија за енергетика одредува цени, опсек на цени за водни услуги за општина Гевгелија, а ние како Совет усвоивме цена која е долниот минимум во тој опсек, кој беше повисока од тогашната цена. Ако ние како Совет не ја коригиравме цената во тој случај, треба да се постапи согласно член 13 став 14 од овој закон. Цитирам: доколку не е дадена согласност на одлуката за утврдување на тарифа за водна услуга во рок од 150 дена од денот на објавувањето на решението за утврдување на тарифата за водна услуга во Службен вестник на Република Македонија, Регулаторната комисија ќе донесе решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за водните услуги. Во законот е јасно кажано, да не го читам целосно, но морам да ги кажем овие работи, да не биде јавноста во заблуда дека Советот своеволно ја покачил цената. Цената на водата за пиење во Гевгелија е 23,24 денари по метар кубен, а доколку не се донесе цената од наша страна, најверојатно регулаторна ќе ја дадеше просечна цена, како и во други општини, од дадениот опсек за 2025 година, која изнесува 27,11 денари по метар кубен. Треба да се напомене дека граѓаните на општина Гевгелија добиваат водни услуги меѓу најниските во Република Македонија. Решенијата за сите градови ги има на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и значи ги има на страната, ги има и во табеларно прикажено, може да се споредат во секој момент. Еве, например, за некои градови. Прво, од југоисточниот плански регион, во кој се наоѓаме и ние, Богданци 34,54 денари, Валандово 27,01, Дојран 36,92, Радовиш 33,97, Струмица 37,30, Босилово 24,46. Еве и некои градови од другите региони. Кочани 51 денар, Прилеп 36,91 денар, Велес 37,90, Виница 32,25, Кавадарци 37,30, Охрид 60,79. И другите градови може да се видат поотделно во табелите. Да не набројувам и ајде да представиме на секој извештај на комуналците да ја споменуваме корекцијата на цената на водата за пиење, која се направи согласно Законот за утврдување на цената на водните услуги и решенијата донесени од Регулаторната комисија. Најнакрај, да се напомени дека обемот на работа е зголемен со изброј на работници кои го врши комуналец. Дејностите се тие на комуналец. Зарем треба да измислуваме нови дејности за да имаме приходи, значи тие се комуналните услуги. Најнакрај добиваме навремена услуга, квалитетна услуга и граѓаните ги добиваат овие услуги на време. Благодарам. Благодарам, Иван. Која е реплика? И некој за дискусија беше Иван. Вие сте за дискусија? Јованов Димирџиева. Почитувани советници, почитуван председател, почитувани представници на медиуми, почитувани представници од комуналица. Имам неколку прашања. Од извештајот кој што го добивме, ме интересира наплатените побарувања да ни бидат еднаш прикажани структурно, во смисла на постарост. Пошто имаме 38 милиона фактурирано, а 42 милиона имаме наплатено, разлика од 4 милиона, можете да ни кажете колку имате наплатено
средства од фактурираните во првите 3 месеца. Колку имате наплатено тековно и за останато? Тоа ме интересира. Второ, каква е структурата на побарувања од спрема општина Ѓевѓели? Колку ви се тие побарувања старосни, дали има 1, 2, 3, 4, 5 години и колку е тој износ? Трето прашање имам за представникот од книговодство. Пасивните временски разграничувања се 530 милиона. Затоа сакам некој си подетално образложение, дали сега, дали во писмена форма. Што се планира во иднина од причина што перформансите на комуналец не се, и претходно кажав, сега да не се повторувам, не се баш во завидна ситуација. Ќе имаме постојано, без разлика, не верувам дека приходите од страна фактурирањето спрема општината ќе бидат нагло зголемени, па да можете да ја покриете загубата која што ни се во моментот јавува. Дали е планирано да се зголеми цената? Мислам дека до август црвеното светло ќе свети енормно во комуналец, приходите мора да се зголемат, од причина што трошоците, вариабилата што ви е електрична енергија и плати, тоа некако слабо, не може никој да го контролира. Во однос на платите можете, меѓутоа за електрична енергија и за електрична енергија посебно, не верувам дека вие можете контрола да ставите. И прашање од делот на сончевите колектори кои што се инсталирани, со колку е вкупната потрошувачка на киловати и колку посто задоволуват сончевите колектори за производство на електрична енергија. Океј? Да. Благодарам. Директорот се одговори. Во однос на структурата на побарувањето, староста на побарувањето, не можам во моментот да ви дадам одговор. Може умео ако не е проблем, бидејќи мора да видам тоа преку софтверот. Да ви дадем информација за тековен процент на наплата и за постари побарувања. За пасивни временски разграничувања, значи овде ги евидентираме основните средства кои ни се донација, дали од општина или на друг начин. И затоа има овде изголемување, најмногу заради градскиот пазар кој не беше предаден во 2024 година, 68 милиони му беше набавната вредност, памтам бидејќи голем износ. Значи овде ги евидентираме донираните средства на предпријатието и постепено како се врши амортизација на тие средства, се намалува и износот на пасивни временски разграничувања, во исто време прикажуваме и приход од амортизација. И заедно мислам дека за подетално, сега да не поушавам, да не зборам и да не се расправам со бројки, точно колку киловати и како, ќе ви кажа и тоа на меа, но од прилика со по киловат ние произведуваме во сончеви дена, во сончеви месеци, некој просек од 1/3 повеќе, да кажем, со производството на 1/3 задоволувате од тековните. Ајде да кажеме да од тековните. Не, малку е комплицирано, ајде написано. Би сакал да во врска со тековите и начинот на
на зголемување на расходите, сакам да спомнам дека пример се може да се смени ситуацијата во кој смисол. Сегашната цена, например, за април месец и за мај месец, кога би била во континуитет така до крајот на јуни месец, ние би имале 1,5 милиони до 2 милиона денари помалце трошок за струја во следниот квартал. Заради тоа што претходниот квартал беше енормно повеќе зголемена цена на унгарската верзија. Би сакал да ги наведам вонредните трошоци, што не биле трошоци во првото тромесечие од 2024 година. Систематски преглед претходно немало таа година, тоа е 165.000 денари. Наградата што ја спомнам за пожари 203.000 денари не биле претходната. Има една тужба што исплата ние извршивме од 250.000 денари. Канализацијата од Стојакова не била претходната година, најверојатно нема да биде наредната година во тоа тромесечие, 340.000 денари. Амортизација од 699.000 денари што не била претходната година. Отпремнина, има една отпремнина од 90.000 денари, немало во претходната година, значи тоа не можеме ние да го споредуваме. Има една набавка на зимски одела, што најверојатно нема да има наредната година, заради тоа што ги имаме и оваа година. И имаме енормно повеќе дефекти во овој период, значи имаме 66 повеќе дефекти отколку претходната година, зашто имаме потрошено 292.000 денари повеќе. Или купно 2,3 милиона денари имаме вонредно повеќе. За електрична енергија имаме повеќе 2,1 милиони денари и заплати имаме 2,3. Значи ние идеме до некоја цифра од 6,6 вонредно повеќе. Кога не би биле тие вонредни, например сега, освен платата, ситуацијата нема да биде таква. Не можам да кажам како ќе биде цената на струјата и ние да регулираме, но можам да кажам дека со платата, расходот за плата ќе се зголеми за некој мал процент повеќе, заради тоа што имаме покачена плата за март, јануари и февруари беше, да, но предпријатието работи поефикасно. Во кој смисол? Со тој број изброена вработени. Паркови и зелениво не значи дека нема како се зголемуваат платите, би требало да се зголемува и фактурата спрема општина. Заради тоа што главниот расход во секторот паркови и зелениво е расходот за плата. Тие не трошат нешто, кој знае колку, немаат материјали. Значи голем може да има расходот за, само може да каже колешката малку подобро, ама може да е расходот во тој сектор над 80% расход за плата. Што значи и фактурата што ние сме повеќето од работите ги работиме за општината, што значи фактурата вам треба да расте. Предпријатието е поефикасно во сега отколку порано. Предпријатието поточно паркови зелениво. Паркови зелениво има 2 нови парка и топлик. Има 400 нови жардинери и сакси што се обслужуваат и вработените, значи изброј на вработени даваат цел од себе градот да биде среден и чист. Не се согласувам и го сметам тоа за навреда не моје туку на вработените, дека имало амазонски џунгли не знам кој, или со сликање на некои приградски, да кажем, или некои меги, неа состојбата во градот и гледат граѓаните многу убаво. Знаеме во какво време живееме во овие 2 месеца, сонце дошли, вегетацијата на кој ниво е, вработените даваат цел од себе и градот е среден како што треба. Секогаш може повеќе и ќе биде и повеќе. Во оваа ситуација ќе даваат цел од себе никој и даваат повеќе од колку порано. И е почист од колку порано. Значи, Гевгелија бил чист град, е сега почист од колку порано. Вработените во комунална хигиена собираат канта плюс моментално.
контейнер плюс има за 100% зголемен број на контейнери. Предпријатието е поефикасно. Расходите ни се на нас по законски обврски или пазарни цени, услугите и цените на услугите ни се регулирани. Тоа е главниот проблем. Благодарам. Благодарам. Доколку немате дополнителни прашања, тогаш е Димер Джиева. Благодарам, председателю. Почитувани представници од Комуналец, имам само едно прашање по една ставка. Ќе ми треба мало објаснување, па да дискутирам на истата точка. Односно, ќе ми треба одговор што конкретно ви опфаќа ставка реден број 7 вели приходи од одржување на јавно-прометни површини. Кои услуги ги давате овде? Сечење, косење, треба наводнување, така, сакам да ми објасните кои се услуги овде се и спрема кој? Па ќе дискутирам проблем. Метење на јавно-прометни површини. Само чистење, метење. Тоа ви е? Вака сега. И тоа е спрема општина Гевгелија. Лани 1.050.000 денари, сега 1.050.000 денари. Ако се сеќавам за оваа ставка, разговаравме дека ја делите на 4 еднакви дела, 4 еднакви фактури и ако коментиравме дека лето зима. Значи не, овде имаме случајно исти износ, лани и оваа година. Вака, услугите спрема општина Гевгелија, тоа и вие го спомнавте сега во вашиот говор, дека треба да ги зголемаме цените спрема општина Гевгелија, а зошто не? Се зголемува, рековте дека имате повеќе паркови за одржување. Ви се зголемени сите цени, а гледам дека износот лани и оваа година на оваа ставка ви е иста. Значи, ама сега услугите спрема граѓаните, цените спрема граѓаните се зголемени, а цените спрема општина Гевгелија, тоа ми беше само еден предлог, бидејќи истите луѓе работат, истите трошоци ви се зголемуваат, зголемувате трошоци за плати, нели сите тие причини што ве доведуваат до вакви бројки. Сите тие трошоци ви се исти, а сега зголемуваме спрема граѓаните цена, не зголемуваме спрема општината. Тоа ми беше поентата на мојата дискусија. И тоа е една сугестија за понатомошното работење на Комуналец. Нели имаме општина која што е во добра финансиска кондиција? Благодарам. Благодарам и вам. Имате коментар, ајде. Значи, фактурите, тоест договорите со општината се зголемени за разлика 2023-2024 година. А тука има за тоа. Значи за 22 година е 833.000 и е зголемено сега. А за наредниот квартал ќе биде, можеби ќе биде зголемено и ово. Заради тоа што зголемувањето на платата беше мартовска. На претходното зголемување на плата се зголемија и фактурите спрема општина. Да. Друг за збор? Атанас. Почитувани председател, почитувани колеги советници, почитувани представници од ГИПРТ Комуналец, почитувани гевгелијска јавност. Сакам прво да го поздравам извештајот за квартал, бидејќи по укажувањето е изработен
и веќе на првата следна седница го добивте, значи во тој рок што беше кажено. Извештајот е со негативни параметри, но рековме и на почеткот на седмицата, беше ладно јануари, февруар, само општината покаже поголеми резултати со капиталните инвестиции, додека другите субјекти тоа не успеа да го направат. Електричната енергија се го зеде својот данок во овој извештај, но да се надеваме дека во следните квартали ќе се успее да се испегли оваа негативна бројка што ја создаде електричната енергија. Во делот на платите можам само да кажам дека мартовската плата беше усогласена, како што сите знаеме, на ниво на цела држава со некои 1800 денари, така да што таму немавме покачување на платите, туку имавме усогласување на платите, а покачувањето на платите требаше да биде 12,5% на сите вработени во јавниот сектор, каде што спаѓа и ЕПГД Комуналец, и додека некои јавни предпријатија од широм државата и од Куманово, и од Струга, и од Гостер се одважија и го почитуваа законот кој што владата беше го подпишала во 2023 со важност од 1 март 2025 година. Многу други комунални предпријатија и други јавни предпријатија низ општините, низ државата, тоа не го сторија. Истото тоа не го стори и ЕПГД Комуналец Гевгелија. И платата јас не ја гледам како трошок, бидејќи во човечките ресурси, во добро платените работни места треба да се инвестира, ако сакаме јавното комунално предпријатие да има иднина и во следниот период да успее да вработува кадри кои што ги има, за кои што ќе има потреба. Во делот на ќе се задржам на два од одговорите што ги добивме како советници. Трошици за подароци на вработените е во ред и добро е тоа што се прифатија сите забелешки на советничката група на СДСМ и од списокот од 15 луѓе што првично беше доставен овде до нас до Советот, дојде до список на 46 наши колеги кои што несебично се вклучија во гаснењето на пожарите во Кованец и Негорци и за поздравување одлукта и за таа награда што е доделена. Состојбата на поборувањето кон општина Гевгелија на 31.12.2024 година изнесувале 26.636.110 денари, што е за разлика од претходните години намален долгот, а веќе на 31 март 2025 година изнесува 20.956.000, што општина Гевгелија успела дополнително да го намали својот долг кон ЕПГД Комуналец, што е за поздравување, и да го охрабриме градоначалникот сите овие 20.956.000, колку што може најголем дел од нив, за да ги уплати спрема Комуналец, за Комуналец да може редовно да ги извршува, да ги сервисира своите услуги, производство на вода, собирање на смет, одржување на јавно прометни површини, чистење на депони и така натаму. Кога веќе општината има историски, епски бројки во реализација, добро е да се сврти кон единственото јавно предпријатие и да си ги сервисира сите долгови. Го охрабрувам директорот овде од говорница, тие над 90% што се покриени јавни површини со водомери. Сега можеби овој месец и претходниот со такво е и хидрометеоролошката состојба, од следниот месец да бидат ставени во функција сето тоа да се фактурира на општина Гевгелија, како би се генерирале повеќе приходи за предпријатието и ќе се покаже помалку загуба за вода, кој што битно ќе ни влијае пред таа регулаторна комисија за, бидејќи 2025 е гранична година, за од 1 јануар 2027 година да добиеме помали маргини за новата цена. Колегата Митров добро и аналитички изнесе дека ги спореди сите општини и околу нас, од нашиот регион и други, спомна Богданци 34 денари,
еве овде јавно одговорен, сакам да го охрабрам директорот, а и градоначалникот, да се реши тоа еднаш за секој пат со Селемли и Стојакова, кога веќе они таму си имат поставено бунари, си имат своја мрежа и еден дел Богданци да плаќа 34 денари, а туку дека нас да ја зимат водата по друга цена, мислам дека еднаш за секој пат треба тоа меѓуопштински да се реши и со тоа ќе се намали драстично сметката за струја на комуналец, бидејќи од овде се испумпува вода за Стојаково и Селемли, а и плюс тоа ќе немаме и толку загуби за вода, имајќи во предвид на тој терен каде се има поставено водомере. За управниот и надзорниот одбор реков дека ништо нема да зборам. Од 61-та седница, гледајќи ги материјалите, на две прашања немам добиен одговор. Едното прашање беше дали работи, дали функционира пречистителната станица, а второто прашање беше по која цена и по која одлука се приходите од продажба на секундарни суровини. И сега ги гледам, пак во првиот квартал се појави ова година, не знам, предпоставувам, може годишно се фактурира за тоа и затоа може би два пати се појават во првиот квартал, но ќе оставам да добијам одговор на тоа прашање. За да може комуналното предпријатие да работи, да ги извршува своите дејности, мора сите ние заедно, советници, менеджмент, покрај струјата и платата, да ги разгледаме и другите трошкови и да успееме секаде каде што може да се направи напор, да се намалат трошковите, како би успеале во овој квартал што сега е и во следните, да немаме таква загуба, имајќи во предвид дека струјата е со дори за 81% поголема од кварталот што не е за споредба, односно од првиот квартал 2024 година. Самата хидрометеоролошка состојба и не ни оди многу во прилог, бидејќи нема да има некоја поголема потрошувачка на вода, така што верувам, се надевам дека вториот квартал после овој квартал нема да биде негативен, но имајќи во предвид дека претходниот што беше четвртиот квартал со тие средства што беа прокнижени од државниот ревизор, успеа да го спасат тој квартал и завршната сметка да дојде на позитива од без малку 90.000 денари. Во делот што збореа некои од претходните дискутанти и колеги за попарувањето за поднесени на нотар, на адвокати, за сите тие како ги услова, како извори, канали или не знам што. Значи сега службите може би работат ефикасно, граѓаните и за 2 до 3 сметки добиваат опомена или предлог за нотар, но треба да се каже дека граѓаните на општина Гевгелија редовно си ги сервисираат своите обврски, дури еве овој квартал е сведок за тоа, има 4 милиона повеќе, како што слушнав пред малку, така да ќе дојде ден, ќе нема ни за нотар, ни за адвокат да има, мислам, не буквално да нема, бидејќи граѓаните плаќајќи ги своите сметки, ќе нема да дојдат во ситуација, да се доведат во ситуација да добијат предлог за нотар. Значи, мој апел е во овој период што е пред нас да се седне, да се разгледа расходната страна, односно да се разгледаат трошковите, каде што може секаде да се изменаџира добро, за да имаме што помалку трошкови, за да успееме овие 4 милиони и 200 од ова година, тие веќе 17 милиони што се од изминатите 3 години, бидејќи првата беше енормна со 28 милиона, овие 17 што се и сега, овие 4 веќе 21 милион денари сме во загуба за овие 3,5 години, затоа мора по-домакински, по-трезвено да седнеме, да се
разгледат сите опции за да се намалат трошковите, за да успееме Комуналец да го вратиме и да биде на здрави патики. И ќе апелирам да добием одговор на овие двете прашања што ги мисли од минатата седмица. Благодарам. Благодарам и вас. За дискусија? Бучков? Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувани представници на Комуналец, само да го потстам колегата Танасов за долгот кој што тој го скопна кон Комуналец од општината. Пред да настапи сегашното раководство, самиот долг израчуваше 35 милиони. Сега е 20. И покрај сите кризи, енергетски и така натаму, општината сепак најде начин да ги исполнува своите обврски во однос на самото плаќање. Тоа мора да се знае и главното прашање, од каде овој толков долг дојде од општината или комуналното? Не е од вчера или од денес. Благодарам. Благодарам вам, беше реплика, колку се може да разберам, пак веројатно контра сега. Да, сега е контра реплика. Мене не ми беше јасно во почетокот дали е дискусија или реплика, констатирах дека е реплика. Сега вие сте со контра. Колега Бучков, сигурно внимателно не ме слушате. И аз реков и го охрабрив градоначалникот и тие 20 милиона да ги плати. 26 биле на 31.12, сега се 20,9 и тие да ги плати. Сигурно слушнавте со какви бројки овде располага општина Гевгелија, со какви капитални проценти се, да буџетот е во одлична кондиција. И самиот градоначалник рече, на нова година имавме 59 милиона на сметка, што немавме право да ги трошиме, а имавме 54 милиона што имавме обврски. Никој пат не било до сега. Затоа велам, сите да ги плати на Комуналец, сите 20 милиони, за да може на директорот да му возможи да може редовно да ја тера работата. А за долгот, колку бил и како еве, заедно може да се обратиме писмено до администрацијата на Комуналец да добиеме одговор долгот колку бил во 2017, колку бил во 2021 година. И ако ги слушавте внимателно, представниците многу добро рекоа дека сите долгови се сервисираат подред. Значи, од најстарата фактура па наваки се ја сервисира општина Гевгелија. Затоа, еве ме поканува понеделник, ако сакате заедно, ќе се обратиме, ќе одиме заедно до администрацијата, за да направиме пресек и за 2017 и за 2021, за да нема јавност одделени. Благодарам. Директорот има. Во врска со обврските на општината, мислам дека април-мај месец 2021 година е склучен некој договор меѓу општината и Комуналец, во кој како услов за грантот од КЕВ. И тој не мислам дека договор во кој што ќе се исплатат освен тековните обврски да се исплаќаат плюс. Не мислам дека баш е некоја динамика исплаќано претходно. Додека во овие 3 години динамиката е таква и таа до сега не е ни било. Сите знаеме дека општината работи во некои рамки буџетски, не може најден да исплати 20 милиона. Но таква динамика од 15, мислам дури дека си и повеќе од 15 милиона за овие години, мислам вон тековните трошоци, мислам дека е повеќе од солидно. Во врска со прашањата од претходната седница, јас мислам дека и тоа ви бе одговорени, да, пречислителната станица работи и селектираниот отпад и по кои цени и одлуки, уште тогаш кажав дека има договор со фирма, амбрела фирма, тоест колективен постапувач, мислам дека
во кој што ние носиме примарна селекција, носиме мешан комунален отпад во кој што мешан селектиран отпад, во кој што има и комунален, и пластика, и лименки, и ние сме во фаза да градиме на некој начин појака свест меѓу луѓето, а не да се третира дека ние имаме пластика па продаваме пластика. И вие како раководител во тоа оделение убаво знаете што има во тие канти и како ние го носиме. Процесот е тежок. Бенефитот што ние сега во овој момент го користиме, дека купиште од некој отпад, не доселектиран, не одат на нашата депонија. Не се прави трошок да се оди на нашата депонија, која што е релативно подалек од операцијата во која што ние го носиме отпадот. И не може да се третира така, па да се каже дека имало одлука и ние по некоја цена продаваме нешто. Таа е некој взаемен договор во кој што ние на едно место сувиот дел од отпадот со некој дел на комунален отпад, мешан комунален отпад, го носиме кај што се доселектира. И од кој што, во основа на таа информација, ние фактурираме на пакова. Никогаш нема во историјата комуналец фактурирано за мешавит отпад. Никогаш. Ево, вие може да посведочите дали имало до сега такво нешто. Ако имало, повредете кажете. Благодарам. Повторно, повелите. На прашањето не беше одговорено таа седница, во тоа биде сигурен, може да ги прегледаш и таквите, а ова што е за колективниот оператор што го спомна, да го добиев овој одговор таа седница или кога го поставив прашањето, немаше пак да го поставам, бидејќи убаво знам што поставив и што добив одговор. А во делот за плаќањето за општина Гевгелија, сигурно ме слушавте внимателно и јас го поздравив овој плаќање од страна на општина Гевгелија. Ако имало склучено договор во април-мај 2021 година, претходниот градоначалник значи имал 5 до 6 месечни рати да ги исплати и сите останале следниот градоначалник да ги исплати, може би затоа и динамиката е подобра. Добре. Уште некој друг за дискусија? Нема. Бидејќи нема, ги затворам претресот и благодарам представниците на Комуналец за присуството. И точка 36 ја ставам на гласање. Кој е за? 9, против, воздржани. Со 9 за и 5 не гласале, констатирам дека предлог решението е усвоено. Точка 37. Информација за состојбата и активностите за културните сликници во општина Гевгелија. Добро вечер на сите. Во 2024 година Советот на општина Гевгелија ја усвои програмата и годишен план за контрола на популација на бездомни куќи и на скитници. Оваа програма се базира на принципот комбинирана програма. Зошто е комбинирана? Бидејќи еден дел од услугите ги прави самото предпријатие со отварање на самото прифатилиште за бездомни животни и другиот дел го прави ветеринарно друштво со кој што имаме склучен договор за преку јавна набавка. Самото прифатилиште доби дозвола за работа на 13.10.2023 година од страна на Агенција за храна и ветеринарство. На што се базира принципот на комбинирана активност? Комбинираната активност е тоа што самото прифатилиште прави заловување, престој, домување, социализација и пуштање на самите куќиња според законот за благосостојба на местото на заловување. Самото прифатилиште се базира на принципот на работа на Закон за благосостојба и правилник за прифатилиште кој што е законски регулиран од страна на АКВ.
самата функција се базира на систем 48, каде што самите граѓани можат да пријават бездомни куќиња, во кој што се прави налог и автоматски самата служба излегува на терен и самото куќе се заловува и во база на самата програма куќето подложи кон третман. Во 2024 година од општинскиот буџет се одделени средства за опремување на ветеринарна амбуланта. Некаде мислам дека беа околу 10.000 евра, 6.000 денари. Опремата е набавена, значи купење на опремата се наоѓа доле во самата положителна станица, бидејќи таму се планира да биде и самата ветеринарна амбуланта, се со цел да се намалат тековните трошоци на ветеринарните друштва со кои што ние имаме случајно договор. Во 2024 година од страна на општината се одобри некаде околу 590.000 денари, од кои што од тие 590.000 денари во 2024 година се искористени некаде околу 573.708 денари. Сега, значи, во текот на во 2024 година се заловени некаде вкупно околу 87 единки, значи куќиња скитници, кои што 43 се женски, 44 се машки, 78 куќиња се вратени на местото на заловување, 2 единки се угинати во самото прифатилиште после заловувањето, една единка е еутаназирана поради агресивност, бидејќи ние после заловување правиме тесна социализација, каде што ако утврдиме дека тоа куќе не е соодветно за пуштење во околината и дека представува опасност за луѓето и граѓаните, значи тоа куќе треба да биде еутаназирано соодветно законските прописи, односно законот за благосостоје. Бројот на извршени кастрации е 78, односно 76. Зошто? Бидејќи при самата операција утврдено дека куќињата претходно е направена операција, али после тоа е направена на тие куќиња направена идентификација со ушна маркица и вакцинација. 6 единки се еутаназирани, од кои што 5 куќиња се позитивна лишманија. Знаеме дека во база на годишната наредба која што издава АКВ, куќињето кој што е болно од лишманија мора да се еутаназира. И куќе кој што е болно, да кажем, од шуга, краста или болест која што е загрозувачка за здравствената состојба на луѓето, куќето мора да се еутаназира, а 12 куќиња од тие се домени, мислам, со газда. Сега, со соработка со инспекторите од АКВ и со комуналниот општински инспектор правиме напори колку што е можно повеќе граѓаните да добијат една навика и поголема одговорност према самите нивни куќиња, односно да не ги пуштаат на улица, да се грижат повеќе, а со тоа ќе се спречат и санкциите спрема нив. Куќињата кои што ги хранат самите луѓе, односно граѓаните кои што се селат во улични куќиња, треба да ги пријават на систем 48, за да може ние да пристапиме на заловување и нивна идентификација и вакцинација. Само да ви сакам да ви покажам, да ви кажам само накратко една бројка, значи една информација. Самото прифатилиште рековме дека отворено октомври 2023, заклучно со април месец 2025 година, додека трае овие два тендера, че случени се два тендера, едното е преку Вана Струмица, а другото е преку Провед Негорци, се направени вкупно 133 единки. Од тие 133 единки, негде вкупно со 62 единки се женски куќиња. Сега, ако знаеме дека просекот на едно куќе, животниот век на улично куќе е негде околу 6 години, зашто е 6 години, бидејќи е изложен надворешни влијанија, на дожд, снег, не се храни, да кажем, на влага и така натаму, куќето е негде околу 6 години. Куќето се пари 2 пати годишно, од кои што се раѓа 10 куќиња. Од тие 10 куќиња, например, остануваат негде околу 6. Годишно ние сме спречиле на територијата на Гевгелија, на општина Гевгелија, период од 19 месеци, да се појават 372 единки, значи зборам за улични куќиња. А ако сметаме дека животниот век на едно куќе е 6 години, од 2200 до 2300 единки ние сме ја намалиле популацијата на куќиња во Гевгелија.
И сега што е целта на ветеринарната амбуланта? Целта на ветеринарната амбуланта е да ги намалиме тековните трошоци. Зошто? Бидејќи спрема вана Струмица ние имавме 200 евра трошок, спрема Негорци имаме 100 евра трошок, а сега моментално ако отвориме амбуланта, трошоците ќе бидат некаде околу 20 евра по единка. Благодарам. Кратка пауза, 2 минути, Георги Скичев.